Почитувани, добар ден. Ова е најновото издание на Црвена линија. Од СДСМ велат дека изборното ветување на СДСМ за просечна плата од 500 евра пред време е исполнето, па дури и надминато. А премиерот Ковачевски изјави дека платите дополнително ќе растат. Според Државниот завод за статистика, просечната плата по вработен во октомври изнесувала 38.843 денари. Од СДСМ и од владата не пропуштаат прилика да се пофалат дека просечната плата достигнала речиси 39.000. Ама не кажуваат дека во просекот влегуваат сите плати, па и нивните што си ги покачија за 78%. И тие и понатаму растат, бидејќи таков е законот за пресметка на платите на функционерите. Да повториме, со секое покачување на просечната плата се покачува и платата на функционерите. Пример, ако просечната плата е 400 евра, тогаш еден функционер кој има коефициент 4 зема плата 1600 евра. Ако просечната плата се качи за 50 евра, тогаш функционерот нема да земе 50 евра повеќе како што е покачена просечната плата, туку ќе земе 4 пати по колку што е покачувањето на просечната плата, тоест 200 евра. Тоест, ако е просечна плата 450, тој ќе земе 1800 евра. Сега кога подсетивме да продолжиме. Многу од вработените се прашуваат. Просечна плата 38.843 денари, но кој ја зема? Колку од 600.092.768 вработени во Македонија земаат просечна плата? Ова прашање ќе го има и во квизот што следува веднаш по Црвена линија. А Управата за јавните приходи излезе со податоци за платите во ноември 2023 година. Во ноември само 150.884 лица добиле плата повисока од 37.876 денари. Уште еднаш да повториме. Во заврти на Телма ќе го поставиме прашањето. Колку од 692.768 вработени во Македонија земаат просечна плата? Одговор 150.884 вработени. Значи ве молам, запомнете добро. 150.884. А еве ги прашањата поврзани со денешната тема. Секој на кој што ќе се јави во Црвена линија, денес ќе го прашаме. Некој јаде месо, некој зелка. Дали според вас просекот е сарма? До кога политичарите ќе манипулираат со бројките? И дали некој им кажал дека потрошувачката кошница е 46.198 денари. И секако тука, драги мои, ќе ве подсетам задолжително да не заследите на Facebook Црвена линија, профилот на Телма на Facebook, каде објавуваме темата, на Twitter и секако на Instagram. На Instagram Story денес анкетното прашање изгледа и звучи вака. Дали просечната плата ја следи инфлацијата? Имате две опции за одговор. Да, не кликнете на она што е ваш одговор, резултатите во проценти по рекламите во ова издание на Црвена линија. Но секако многу ќе ни биде драго да ги слушнеме вашите одговори, ставови и секако, еве, колку луѓе и познавате, дали сте вие меѓу тие кои што ја добиваат новата просечна плата. Се разбира 02-307-0005, тоа е нашиот телефонски број. Не заборавајте, секако веднаш по вклучувањето од режија да го намалите и тонот на телевизорот. Ако сте подготвени, апсолутно сум подготвена и јас. И навистина сите со нетрпение сакаме да слушнеме токму од граѓаните каква е реалноста. Одиме со првиот гледач за денес. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во Црвена линија сте. Пинче Капинче, среќно во зрнце, ти си? Да, јас сум и ве слушаме во Црвена линија, ве познавате? Така, да не истече оти многу е кратко времето. Абе, ајде да не... Темата е околу платите нешто. Јас сум пензионер, платно на очи да и турат. И у режија ги моглам да преземат бројо, за да ме посетат.
Това е краен безобразлук и невиден. Еден каква плата, какви бакраци лажат од прв до последен ден сите, играа си тешко на тие сиротиња като нас што са. Абе да не го замајуваа народо. Кој удрен смокор чорап? Шо лажат, шо прават това онова, не. Урежие го дадох бројот да ме посетат, па ќе кажам повише. Пинче Капинче, ти си? Јас сум и ве слушам и понатаму. За платите нешто... Па еве, дали вие имате во обкружувањето, познавате ли некој кој ја зима оваа нова просечна плата? Не знам, јас сум пензионер од минималната пензија, страшно ранлива категорија, не знам, не ме ни интересира пладно на очи да и турат. Не знам, не ме ни интересира. Јас и други проблеми имам, пензионер сам, не знам, со вработување со плата си немам работа. Истурках ја Господ, стојал на моја страна, прожил ми век, не 13.000 и тие што са нешто саки дали паќетле, паќетелице, ралице, не знам. Ве молам, ако не можете, краткото е времето до празниците. По празниците, по Божи и на режија го оставам бројот да ме посетите, повеќе ќе ви кажам. Лажат го народо и тешко на тие ранливите категории. Благодарам многу и еве штом сте се договориле со луѓето од режија, драго ми е, се разбира по празниците ќе ве контактираат и така како што напоминавме во изминатите денови, ве се однесува кон гледачката, се разбира телефонот оставете го во режија. Продолжуваме понатаму со вас, еве прво ќе почнеме со тоа дали сте вие меѓу тие кои што ја зимаат новата просечна плата, дали познавате луѓе, еве некој кој што ја зима оваа сума и она што е најважно, дали еве според вас со оглед на тоа што некој јаде месо, а некој јаде зилка, дали просекот според вас е всушност една сарма? Добро вечер. Добро вечер, ако сум ја на линија. Да, вие сте на линија. Ајде би еден голем поздрав до сите. Вака ќе правиме со овие плати, пошто големи плати имаме. Ние вака да се договориме со владна и со идната и претходната. Не се договоривме со ова ич, него вака ќе направиме. Тие кои зимат голема плата, нека се гласат за оваа влада. Тие кои се под минимум и минимум, ќе гласаме за идната влада и да видиме со гласовите како ќе ги победиме. Дали ние ќе бидеме газени или тие. Како Државни завод за статистика да не е срамота, арам да е срамота голема. Зима тоа е највисока плата што зима тука, мислам со вака личниот доход, нивниот вака јавно, а тајното зошто не укажува. Да не е срамота тоа. Ништо, ево, гласачка година, изборна година, ние кои сме минималци, под 20.000 ќе испаѓаме на гласање и ќе гласаме за наши плати, не за функционери. Ќе гласаме и да видиме колку гласови на крај ќе ги имаме ние. Да не е тоа срамота. Како може тоа 2000 евра да зима од овој процент сега, например, на 13.000 пензија, на 12, на 9. Срам да им е. Бидете поздравени. Благодарам многу и секако продолжете да не следите. Одиме понатаму, токму со вас, еве ќе повториме меѓу сите оние прашања, дали сте вие, можеби некој од оние кои што ја зимаат ова просечна плата од 38.843 денари, дали познавате луѓе кои што ја зимаат оваа просечна плата. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам целосно, бидејќи нема да се слушнеме добро. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Како што рече пред малку и претходниот јавувач, еден голем поздрав до сите вас што мислите на нас. Значи, 46.198 е кошничката. Дали се тука вкалкулирани лековите на пензионерите? Значи, пензионер не може да ја земе ова пензија. Да не ми се јави сега некој да ми каже дека што правите вие, не сте работели, така натаму, така натаму. Значи, нити некој зема, нити некој може да земе. А овие што ги кажувате вие 15.000, да, тоа се 15.000, ама држава има 2 милиона луѓе. 150.884 лица еве добиле плата, а и запомнете ја бројката, бидејќи
Тоа ќе прашаме и во квизот. Еве ве поканувам да се јавите и таму. Дефинитивно. Значи, јас сакам да кажам уште нешто. Вака сега, кога ми доаѓа сметкава за струја, прост пример да дадам, мислам, не мора да кажам сега кој знае колку филозофија некоја. Знаеме дека половина и повеќе од луѓето не земаат ни 20.000, поготово пензионериве ги утепаат пензионериве со сите тепачки. Мене ми доаѓаше порано сметка од 1300-400 денари. Сега, кога владава ми помага со 97, на сите нас ни помага, нели? Плаќам 2300. Значи, ако ја плаќам некој 10%, колку трошам ја тоа струја, 200.000, што правам ја со таа струја? Значи, доста мафта, тоа е манипулација. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линијата. Слушнавте досега што кажа гледачите кои што ги вклучивме на самиот почеток од ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму секако. Добро вечер. Добро вечер. Еве, јас ќе дадам шанса токму на гледачите со оглед на тоа што еве ќе подсетам дека денес имаме и конкретни прашања. Прво ќе почнеме со тоа дали познавате некој во вашето обкружување, дали вие лично сте меѓу оние кои што ја зимаат оваа просечна плата и дали според вас еве некој им кажал на политичарите дека всушност и потрошувачката кошничка веќе изнесува 46.198 денари. Добро вечер. Нема кај нас. Ние ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Фала. Ало? Да, намалете го тонот на телевизорот. Скроз се намале. Одлично, ако се слушаме, еве, дали сте вие меѓу тие што ја зимаат оваа просечна плата или познавате такви луѓе околу вас? Не. Јас сакам директно за политичарите нешто, ако може да кажам. Продолжете, ве слушаме. Вака сега, јас се јавувам од село Велешко, од Богомила. Кај нас сме оддалечени од Велес 50 километри. Тие политичарите што сакаат да прават, да взимаат гласови, било што, никогаш не дошле, дали прашале доктор дали имате вие, дали некој дошол, пошто ние сме во село. Значи 55 километри поправо сме од Богомила. Кај нас сите се постари лица. Значи, јас сум еден или двајца, тројца така помлади, што идеме да ги гледаме родителите, да ги дзирнеме, да се видиме. Никој не прашал, а златна амбуланта имавме предходно, никој не дошол, барем 2 пати во неделата да дојде доктор. Ние во Велес не можеме, немаме као прво ни воз, ни имаме нешто, ништо немаме. Еден воз, ако дојде са Вајле до Битола да замине, пошто ние сме на средина, од Скопје према Битола, ние сме на средина. А со оглед на тоа, еве вчера зборувавме за таа тема во однос на дефицитарноста на тимовите. Да, не добијам, јас вртев малку. Еве вака, сега убаво ни образложивте со што се соочувате, особено повозрастните лица кои што живеат во ова село. Вие со оглед на тоа што сте млади и работите, дали спаѓате меѓу оние кои што еве го добиваат овој просек од 38.840? Нема шанса таков кај нас да има. Така, каква е реалноста ваша? Реалноста наша, јас лично, пошто работам со дрва во шума, јас лично зимам негде околу до 30.000 преко сила. Преку сила, така. А кошничката е 46.000. Минимална пензија таму 12.000 негде, колку е таа минимална. Така, големо благодарам секако еве што искористивте шансата токму во ова издание да се вклучите со оглед на тоа што и напоменавте дека вчера не сте биле во можност да не добиете, но секако барем кога зборуваме за примањата за просечната плата, еве добивме и од вас одговори. Така, сакаме јавноста да е запознаена и со реалната слика. Според вас, колку луѓе познавате што добиваат оваа просечна плата, дали сте вие меѓу нив? Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, во Црвена линија сте. Фала многу. Сакав да кажам нешто. Јас имам лично живеено во едностранска држава околу 23 години.
И Конституцијата на таа држава пишува: државата се базира на работната сила. Член 1 од Конституцијата. Така би требало да биде и нашата Демократска република Северна Македонија, нели? Во демократија така се работи. И сега, ако работниците вака се почитуваат, да велам под наводници, не знаем ја каква е ова држава демократска. Како се манипулира со работниците во ова држава, тоа е неприфатливо. Тоа нема нигде другде во светот ово што се случува тука. А како ќе стигнат луѓе до крајот на месецот? Каде е таа радничкава класа, работничкава класа, каде треба од тие живеат сите други граѓани и политичарите, кои највеќе крадат од работниците, од работата. Според вас, која зема оваа просечна плата за која што зборуваме од 38.843 денари? Би требало да бидат тие што се богомили, како да велам. Така, благодарам многу за јавувањето. Ајде малку да ве префрлам и на Facebook, секако ќе ве подсетам она што не сте биле во можност да го кажете во живо или сакате да надополните, секако преку коментари, шернување и лајкнувања. Сето тоа можете да го сторите и во овој момент, па и по завршувањето на Црвена линија, кога станува збор за нашиот профил на Facebook. Сега ќе ви покажам како изгледаме таму. Значи, низ фотографија се разбира, ја го поставуваме прашањето, на тој начин и темата за која што зборуваме денес совест, значи просечната плата 38.843 денари. Знаат ли политичарите колку изнесува потрошувачката кошничка? Како и да еве ги првите коментари, Дон Синиша Станиши го има напишано следното. Ја земаш на први, ако издржи до 25, ти си цар. Плата е тоа што го земаат пратениците. Ние обичните имаме само джепарац. А Винг Бачун напишал, политичарите ќе манипулираат се додека ги гласаме и ко полтрони, ова нема да го прочитам, за да не вработуваат по институции. Лежи лебу да те јадам. Каков народ, таква власт. Не заслужуваме подобро, вели Винг Бачун. Па еве прво ќе почнеме, според вас просечната плата изнесува 38.000, ќе повторам, 843 денари. Која зема оваа просечна плата? Дали сте вие меѓу тие кои што ја земаате и дали познавате луѓе во вашето опкружување кои што еве уживаат во оваа нова просечна плата? Иако ќе подсетиме дека во моментот потрошувачката кошничка изнесува 46.198 денари. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, во Црвена линија сте? Господја Тина, нешто околу просечната плата 38.000, тоа е само измислица на Заводот за статистика и на владата, која си ги тамо токми бројките. Значи, луѓето имаат, претежно земаат испод минималецот, ама и нешто пари им даваат по 1000, по 2000, 3000, така на рака. Тоа е, кај нас е све во криминал. Сакам да кажам тоа, а тоа што вела многу гледачи вие, дека сарма е просекот, значи некој има минимална, некој максимална плата. Ниеден закон кај нас не се спроведува. Тоа е, чак и децата мали со 9 месеци го одбиваат од мајката да не е на гради, затоа што тоа не знае, детенцето не знае. Ние имаме такви случаи дома и сега мајка му кога ќе дојде како сонцето да и дошло. Демек, тоа не е демократска, тоа не е социјална држава. Тоа не е демографија на нула од политички разлози. Значи сака да не уништа скроз. Ви благодарам за убавото сослушување
и имајте убав ден, госпоѓа Тина. Благодарам многу, господине. Благодарам еве и уште една што се вклучивте во црвена линија и што еве дадовте допринос со вашите одговори, секако ставови и видувања. Продолжете да не гледате. Меѓу другото, еве ќе подсетам, се разбира, добро знаете сите вие дека веднаш по црвена линија стартуваме и со квизот Заврти на Тилма, па јас ќе искористам пред вклучувањето на следниот гледач да ве подсетам дека во Заврти на Тилма ќе го поставиме следното прашање. Колку од 692.768 вработени во Македонија земаат просечна плата? Одговорот е 150.884 вработени. Запомнете ја добро оваа цифра, уште еднаш ќе ви ја кажам, запишете ја 150.884, значи ќе биде дел од квиз прашањата во Заврти на Тилма. Но немаме и вакви прашања, дали сте вие меѓу оние 150.884 кои што земаат повисока плата од 37.000. Меѓу другото, дали познавате такви лица околу вас и всушност според вас која е реалноста? Какви лица со какви примања ротираат, еве какви информации имате, колку всушност реално заработува во најголем број од вработените во Македонија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да ви кажам, тоа е измислица на директорот на статистика, како пописите што ги направи точни, што надпиша луѓе кај што не треба, а нашите ги скрузираците македонци да останат половина за непопишани, тоа е исто негово масло и сега. Која потрошувачка кошничка издесува? Кои луѓе можат со 39.000 да имат просечна плата? Да, ама со тие што имат 8.009 и тие платите на премиеро, на министрите на тоа, кои ќе ги поделат, тогава ќе ја добијат. А кој од Македонија зима толку плата? Луѓето се испод минималецо. Преска слушам дека минималецо качилеа СДС минималната плата. Било за време на ВМРО 8.000. Да, ама сизино беше 3,5 динара. 35 динара, а сега е колку? Не само тоа. Се е качено и ќе ја рамнат кога било тоа и кога е сега. Сега колку е девалвацијата? Колку луѓето зимат плата? Колку зимат пензионерите кои ги понижуват со социјална помош и дават по 1000 динара? Што е тоа? Тоа е понижување. Работил 40 години, а сега не може да земе пензија како што треба. Пристоен. Срамота. Срамота. Децата немат учебници. Премиерот се фале, нели го е срам па излева па се фале. Со кои пари? Кои пари ги дават? Ке не понижува, не работиле. Па вие сте криви за тоа што не работеа. Затоа што ги земате предпријатията, купите ги и сега за 1 евро и сега готово. Благодарам многу и за вашите 90 секунди, низ кои што дадовте ваши одговори на нашите денешни прашања. Добро вечер. Добро вечер. Добро, кога ќе има некој на линија, ние со нетрпение очекуваме, особено ќе ни биде драго, еве и доколку се вклучат и гледачи кои што се токму дел од оние кои што ја зимаат оваа просечна плата. Ке повторам, просечната плата изнесува 38.843 денари, но и според статистиката, еве ке подсетам, оваа просечна плата во Македонија зимаат само 150.884 вработени, а всушност вкупната цифра на вработени во Македонија е 692.768 година. Еве вака ќе направиме и една ретроспектива. Во 2015 година, например, потрошувачката кошничка изнесуваше 32.000 денари, сега веќе денес изнесува 46.198 денари. А просечната плата во 2015 беше 22.000, а денеска е 38.843 денари, но според, уште еднаш ќе подсетам, според статистиката 150.884 вработени зимаат оваа плата. Дали сте вие меѓу нив? Дали познавате луѓе кои што зимаат волкава плата? И всушност, еве, доколку знаете други цифри, други суми, која е вистинската реалност
особено за луѓето околу вас, слободно можете да кажете и тоа гласно и јасно. Добро вечер. Во програма сум. Да, повелете, во црвена линија сте. Дали познавам некого, прво со извинење, да му честитам на Мицковски за гестот, што подели пакети на сиромаси. А од мене рекет се зима 24 години. Ни затворија активни фабрики, фирми, предпријатија. Не оставија без жени, без деца. Умират сестри, браќа. Ја не идем на сахрана. 4-то поколење не познавам, а сите сме у Скопје. Зар не е тоа? Слабо ја знаат Хипократова теорема и Питагорин закон. Знаеме и ние нешто. Не се они попаметни од нив. Според вас, кој ја зима оваа просечна плата, еве, тие 150.000? Одма би го открил. Идентификатор врзи му на глава, тој не знае. Тоа е една справа која и да сакаш да избажеш... А еве, кажете ми според вас, какви се реалните примања во земјава за останати? Реални зимања. Некогаш 3.000, 4.000. Месечно? Пре 5-6 месеци. Сум имали куќа и стан. Секако ви посакуваме многу успеси, нова животна приказна во новата 2024 година. Ова се однесува до гледачот кој што пред малку ја сподели својата животна голгота и приказна. Но ние да се навратиме на темата. Со нетрпение сакаме да слушнеме всушност која е вашата реалност во однос на просечната плата. Дали сте вие можеби меѓу оние 150, ке подсетам 1884 кои што ги зимаат овие 38.843 денари. И еве, дали ви се чини дека политичарите воопшто и знаат дека во моментот потрошувачката кошничка изнесува 46.198 денари. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Добро вечер, гледаче на ова на црвена линија. На тема. Видите, вие случај колку телевизор, па видов дека се работи за плати. Сега раз работа во една скопска фирма. Моментално нема да именувам, али нема потреба, доволно е ситуацијата да ја пренесете. Да. Сега ме занима оваа држава што води ред. Ние сме земале плата, неколку пати се случува. Ние немаме врска со терен, а зимаме плата, а у банка кој ќе отидете, значи ти пише теренска плата. Што се тука случува? Дали може некој да ми објасни, се распрашате вие како телевизија во служба за општествени приходи? Што е поентата? Тука неколку пати се случува тоа. Ние ја зимаме платата, тоа што сме го заслужили. Меѓутоа, отидете у банка ви пише теренски, а ние немаме врска со терен. Така, еве, дали тоа значи дека... Сега, дали преку вас може ние нешто тука да... Секако дека ќе прашаме, затоа е црвена линија, убаво што ова го изнесовте. Имам прашање, но дали теренската плата значи нешто повеќе за вас вработените или... Не, нормално сме тоа што сме заслужили, тоа ни е платено. А зашто се вози ко теренска плата? Сега ја, например, ја предпоставам, са глупо може да ќе се изразам, сега ја, например, може на фирмата да тужим и кажам не ми исплатила плата. Значи, у банка не пишува плата за тој месец, теренски пишува. Така, значи се евидентира како нешто спротивно до... Преку вас телевизија се обраќам. Ова ќе биде регистрирано со оглед на тоа што и јавно ве искажавте директно преку вашето лично искуство како изгледа всушност кај вас исплатата на платите, односно како се евидентира кога и се опишува износот. Така да ќе прашаме, бидете повеќе од сигурни. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Повелете.
Па ова е сето, со ова платата е сето политичарите го манипулираат тоа. Ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме. Манипулацијата. Јас имам 42 години стаж. Добро. 42 години стаж и земам 22.000 плата. И дали ќе го постигнем ова некогаш, јас во животот? Ова кошничката што ја кажуваат... Од 46.000. 4698, што го кажува од политичарите. Тоа е проценка, мојата плата со платата на министерот, кој ќе подели ќе биде кошничката милина. А не е така на теренот. Работникот е најоштетениот човек. Кој не се рачуна просечната плата на вработените, да пример, со средно, со виша, со факултет. А не да ми меша мене баби, жаби и просечна плата на ниската, на општиот работник и просечна плата на министрите. Според вас, кои се тие кои што ја зимаат оваа просечна плата од 37.800? Сите во администрацијата. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако и тоа на Црвена линија. Благодарам, Велјано Дохе. Па вака сега. Прво, колку би биле среќни кој би можеле да ја земеме оваа плата и не би имале никаков проблем, би биле задоволени сите потреби. Меѓутоа, овдека има манипулација. Во ова кошничка има многу предвидено, односно во нејзе артикли кои што воопшто не ги користат ни 60-70% од граѓаните, а тие се земени во прорачунот. Најверојатно тие сакат да покажат дека еве кошничката толку вреди, а дали ние сме во можни и моćни, таа потрошувачка кошничка да ја наполниме. Ние кај нас, негдека 60-70% од граѓаните, личниот доход, е негдека, ако е тоа точно, просечниот личен доход 36.000. Ни тоа не го достигнуваат, затоа што кај нас граѓанинот има минимална плата 21, околу 21.000, минималната пензија е околу 13.000. Како можеме ние да бидеме, да стигнеме ни кошничката, ни просечната плата? За сето тоа, треба некој кој што не лаже, кој не манипулира, да седне тука до вас и да рече ова е за тоа, тоа е за тоа, и јас да бидам убеден дека стварно, сите тие артикли. Рече ме стават, порано стават, не знам сега дали стават и цигари. Па цигарите се отров, цигарите, алкохолот, воопшто не треба да влезат во просекот во таа кошничка. Разбирам да влезе хлеб, да речеме макарони, фиде, сокови, месо, брашно и така натака. Оно што стварно 80% мора да го земат, да го користат граѓаните. Ако без тоа не може. Затоа сакам, ако имате можност да ги која вакви теми ни давате, да има до вас тука човек кој што можеме да го прашаме, директно да му речеме како е дојдено до тој процент. Дали може тој процент да ни го објасните? Ајде, дали просечната платова ни анкета ја следи инфлацијата? Ни случајно. Ни случајно просечната плата е 36.000. И еве, благодарам, имате одлична идеја. Меѓу другото, бидејќи сте ни редовен јавувач во Црвена линија, овој глас не сум го слушнала во заврти на Тилма, да знаете, само задржете ја меморијата на овој одговор. 150.884, тој е бројката кој што вработени во Македонија зимаат просечната плата. Такво прашање ќе имаме и во заврти на Телма. Колку од 692.768 вработени во Македонија зимаат просечна плата од 37.876 денари. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро од Црвена линија? А вака, као граѓанин на оваа држава, сакав да се надобрзам.
слушајќи го малце оној човек претходно што кажа, а јас, како кажа, теренски некако. Да, во банка дека се евидентира платата како теренска. Па да, он сигурно дали е пријавен договор на дело или е пријавен на нешто минимално и тоа све друго остаток, они него може да му дадат и 50.000, но за жал, не слушате? Да, внимателно. Не се евидентира, нема таму данок. Сваќате на тие пари. Значи, сепак тоа го знаат сметководителите и сите други. Тоа е тоа, нема врска од сето тоа. Сврти го, заврти го, во оваа држава, не знам, просечната плата е некако 21.500, не знам за приватниците, не знам овие што се буџетарите, може би се повисоки, него е прво многу важно колку им плаќаат придонеси на тие примања. Они може да им пуштат НИПИ 35, 40, 50 така. Него за жал придонесите се тија најниските, сега се може негде 9.510 или 10 и нешто, поради тоа што јас сум била во приватизација и знам сум ги плаќала до ланска година придонесите. Знам како сето тоа иде, како тоа функционира, како луѓето. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Еве како всушност, како жива материја оваа дискусија се развива и добива и една нова насока. Гледачката напомена дека можеби ќе го кажам слободно, можеби најлошото и најтрагичното тоа во однос на колкави придонеси се пријавуваат луѓето кои што се во работен однос. Затоа велам Црвена линија отворена за вас. Реалноста ја кажуваат граѓаните. Па еве споделете во ова издание всушност според вас која е реалноста во однос на тоа кој и кој ја прима оваа просечна плата од 37.000 и секако еве доколку сте во работен однос, дали сте вие меѓу тие, дали еве сте евидентирале како вработени некакви неправилности или пак она за што зборува и гледачите пред вас. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, оваа потрошувачка кошничка дури мислам дека и поскапа е него што... Да, и повеќе од 46. Да. Просечна плата од 37.000, како рековте, што значи дека околу 160 и нешто илјади земале просечна плата според ваша, мислам проценка таму или статистика се земале. Тоа значи дека другите најголемиот број од граѓани значи немаат доволно пари ни да преживеат. Ја не знам како преживуваат. Инаку ова е според Управата за јавни приходи статистика, не според статистиката на Црвена линија. Не е битно, мислам, било која статистика да се земале, не ме занима дали УЈП или некое друго место. Важно, тоа е значи мал број што се пријавени на таа плата. Све друго е 20, 23, 27, толку и до 30.000 денари, повеќе нема. Нарочито па што се овие приватен сектор што работат, добар дел значи што се измеќарски работи земаат многу помали плати. Не знам како преживуваат ако се двојцата вработени, па некако да тераат инаку сам човек не може да постигне. Ја мислам дека ова тешка експлоатација од страна на власта. Па еден од оние кои што коментираат рече нам платата практично не ни е плата туку џепарлак. Не ни џепарац, ова е преживување. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето и ќе ве потсетам, би ни било драго да се вклучите сите вие кои што досега се јавивте и вие кои што гледате, а не сте се јавиле во Црвена линија, не само во Црвена линија, туку и во Заврти на Тилма, бидејќи наскоро ќе започне и најгледаниот квиз во земјава, па еве и ќе ве посетам уште еднаш, ја користам шансата со оглед на тоа што имаме вредни големи награди, драги мои, не заборавајте, во Заврти на Тилма ќе го поставиме следното прашање, тоа колку од 692.768 вработени во Македонија земаат просечна плата
Одговорот е 150.884 вработени. Но факт е дека во работен однос во земјава имаме цифра од 692.768 вработени. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте. Добар вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало, дали се слушаме? Да, одлично се слушаме, повелете. Абе, видите, прво да ве поздравам, а второ, ево јас како пензионер имам 22.000 денари, сопругата не ми зема ништо. И некако од татко ми остана куќата и убо си живеам горе-долу. А да не останеше куќата, еве, како ќе се преживееше со овие 22.000? Ама ова Кошничкава, абе од секојаш имало сиромаси и богати луѓе. Разбирате како се? Од секојаш имало секој со својот късмет. Меѓутоа, јас имам еден проблем што со таа моја мала пензија сум стално насмеан, а тие што имаат поголеми пензии и овие што се родени, за име што се родени, све им е криво во животот. И секоја се намуртени, ненасмеани. Па на нив да му дај и не Кошничка, кошеви да му дај човек и ќе пукнат од мака тие луѓе. Разбирате како сега? Убо е секој со својот късмет и Господ напред нека ојде. Кога купувате во маркет, имам едно прашање. Никој не умрел од глад. Кога купувате во маркет, дали со насмевка се наплатуваат продуктите? Во маркетот, наместо 2 лева еден ќе купам и жив ќе останам. Така, добро. Вие сметате дека скромноста всушност е приоритети со оглед на тоа што, барем според вашиот став, и со многу малку може да се преживее 22.000 и да имате според гледачот, се разбира, може да се преживее со потрошувачка кошница од 46.198 денари. Добро, благодарам за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Ало. Повелете, во црвена линија. Добро вечер. Повелете. Овде Никола од Ѓорче Сити. Како сте ми, Никола? Фала на прашање. Ке се слушнеме ли во заврти на Телма? Како? Ке се слушнеме ли во заврти на Телма? Вртам, ама не ме уклучувате. Некој кафенце да ќаревне, празници да. Па не бидете малку упорни сега кој се не трпи. Упорен во животот. Така. Лака сега. Поздрав до вас, до вашата екипа, до сите гледачи што се јавија, што се јавуваат. Благодарам. Празници уво да си поминеме посмирено. Затоа во тие демократски земји статистиката е многу важна. Се знаеше порано Југославија колку луѓе, колку дрва, колку стока, колку реки, колку потоција, све. Кај нас последниве години статистиката си места своји директори како им одговара на власта и на ова и претходната и сите што беа, така пишува. Ова не е реално 46. Потрошувачка кошничка? Да, може и појќе треба. Треба ли да се јаде, треба ли лекови упишени, не се упишени. Значи, сиромашкија владе во Македонија. Него една тема и на друга телевизија кажав и ваша. Една тема посем празниците. Како да излеземе од ова цивило, од ова анархија, како да бидеме насмеани, стандардот да порасне. Според вас, што предлагате за да излеземе од ова сивило? Само некој друг да ни дојде 10 години да не командува, само така ќе излеземе. Така, значи да увеземе некој кој што и веќе ја води државата. Во ред, благодарам. Секако ќе напоменеме дека еве во ова минимална синдикална кошничка од 2023 година, која што изнесува 46.198 денари, се вметнати исхрана и пијалоци, домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура, одржување на здравје. Ке напоменам вкупно и трошоците за живот и многу други нешта. Одиме со реклами.
Во овој дел, како што и напоменувам некаде кон почетокот на црвена линија, тука кон крајот веќе е време и да ги соопштиме во проценти изразени резултатите од Instagram Story анкетата. Ве подсетувам за следете не таму со оглед на тоа што веќе утре можете да бидете дел од Instagram семејството кои што активно земаат учество во анкетата. На прашањето за денес дали просечната плата ја следи инфлацијата, со да одговорија само 19%. Со не одговорија 81%. Сега што е многу важно во овој дел, значи сите вие прво ќе ви се заблагодарам што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија. Во текот на ова издание си дозволев дури и во меѓувреме нели да ве поканам, ќе ми биде особено драго истите овие гласови да ги слушнам и во квизот кој што за многу брзо време ќе стартува и уште еднаш на овој крај да ве потсетам да го запомните ова прашање. Колку од 692.768 вработени во Македонија земаат просечна плата? Запомнете, запишете. Одговорот е 150.884.000. Драги мои, оваа статистика, оваа цифра, оваа бројка денес може да ви донесе како главна награда, се разбира, фрижидер. Ајде, се гледаме и се разбира, ве чекам да ве слушнам, па да има многу награди точно во оваа последна недела од 2023 година.